Добро вечер и Божи благослов се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе слушат емисијата Гласот на вистината. Ја ви посакувам на вистина една убава и благословена вечер, се разбира заедно, преку инспирација на Духот Свети, преку преучување на Словото Божјо, кој што всушност ни го остави нас Господ, за да можеме преку него да ги усознаеме Божите вистини, вистините за нашата вера, верата која што ја имаме во самиот Господ Бог. Предпоследна емисија за оваа година, всушност 51-та емисијата Гласот на вистината. Бог ни дал можност да можеме да зборуваме за Неговото царство и за Божите вистини, основни вистини на Светото Писмо и се разбира основни вистини на верата. Серија предавања поврзани со сегашната ситуација, но и се разбира со иднината и со Божјото решение кое што на сите нас ни треба. Ке има ли подобро утро за нас, се разбира, и за нашите деца. Изборот е наш, но не само што изборот е наш, туку и одлуката е наша. Ние сме во една таква ситуација ставени да донесиме одлука и да направиме избор кој што ќе бидат патоказ на нашиот живот. Многу често пати зборуваме дека самиот избор и самата одлука има своји последици. Но Библијата не предупредува пред да направиме одлука да размислиме добро за последиците на одлуката кој ние ќе ја донесиме. Еве, да отвориме во првата книга на Мојсе, 2 глава, 16 и 17 стих. Можеме да видиме еден Божи систем кој е спроведен од страна на самиот содржител, но сепак за доброто на човекот. И тој систем можеме да го видиме низ целата Библија, како Бог го предупредува човекот пред да направи нешто. Бог го опоменува за својата одлука, иако човекот има свој слободен избор да направи и да избери тој тоа што сака. Но сепак Бог го предупредува човекот, како што таткото го предупредува својот син и мајката ја предупредува својата ќерка. И еве што Господ му вели на Адам, всушност првиот човек. И му заповеда Господ Бог на човекот, велејки: од секое дрво на градината можеш да јадеш, освен од онаа дрво за запознавање на доброто и на злото. Од него не јади, зашто во оној ден кога ќе вкусеш, во истиот ден и ќе умреш. Еве како Бог го предупредува човекот. Го предупредува, се разбира, за негово добро. Затоа што секогаш ние како родители, кога ги предупредуваме нашите деца, секогаш ги предупредуваме за нивно добро. Така и Бог на сите нас ни посакува добро. Зошто? Затоа што Библијата полна е со информации дека доброто произлегува од самиот Бог, а злото доаѓа од ѓаволот. Вистината за која што целото време се залагаме и затоа е нагласена ова емисијата како глас на вистината, и кога зборуваме за вистината, можеме да видиме преку Светото Писмо дека вистината всушност произлегува од самиот Бог. И на многу наврати, како во Стариот Завет, така во Новиот Завет, Бог им зборува на своите слуги дека всушност тој е вистината. Во Новиот Завет Исус им вели на своите ученици
Јас сум патот, јас сум вистината и јас сум животот. Кога ќе го читаме Евангелието на Јован, ќе видиме во 8 глава, 32 стих и 36. Поточно 32 е по-конкретен, кога вели ќе ја спознаете вистината и вистината ќе го ослободи. Тоа значи дека ако Бог е вистината, само кога ќе го спознаеме Бог и Бог ќе не ослободи. Всушност не само што Бог ќе не ослободи, има многу нешто кои Бог ќе не понуди. Една од работите е тоа да Божјата вистина е ова, да Бог го врати човекот во првобитната состојба, за да може човекот да заживее вечно. Затоа што Бог и го створи човекот да живее вечно. Но знаеме со падот на човекот ја изгуби вечноста. Сега Бог преку Исуса Христа, преку нашиот Господ и Спасител, сака да го врати човекот во таа првобитна состојба, за да може да живее вечно, се разбира, со Бога. И затоа, кога ќе го читаме Светото Писмо, ќе видиме дека вистината произлегува од Господ. Една од тие Божи вистини е дека Бог сака да ни подари живот вечен и да не врати во таа првобитна состојба. Амин. Друго важно и клучно. Кога зборуваме за Божите вистини, единствено само можеме да ги најдеме во Светото Писмо. На друго место не постојат Божите вистини. Исус вели, јас сум вистината. Па дури често пати, кога ќе ги читаме Евангелијата, ќе видиме, се разбира, Евангелијата кои го опишуваат животот и работата на Господ Исус Христос, Исус вели вистина, вистина ви велам. Затоа што тој е самиот вистина и од него потекнува вистината. И често пати рекол, Бог не советува, Бог не кара, Бог не укорува, па дури некогаш не казни заради наше добро. Затоа што човекот знае да биде непослушен, да не го слуша гласот Божи и да тргни по својот пат. Иднината на човекот е во Божи раце. И кога човекот донесува една таква одлука и прави еден таков избор, тој не знае каде ќе заврши и како ќе заврши. Затоа што иднината не е во негови раце. Но Бог ја знае иднината на твојот и на мојот живот. И затоа е убаво, пред да донесиме или да направиме избор и да донесиме одлука, ајде заедно да го прашаме Бог. А верувам дека тој ќе ни одговори најсоодветно и најдобро што може. За жал денеска човекот, како и да одлучи и што да одлучи во својот живот, има многу толку малку луѓе во светот кои што се консултираат со самиот Творец, со самиот Татко. Одлучуваат и сметаат дека се толку напредни и толку паметни, за да можат да донесат зрели и паметни одлуки во својот живот. Но најчесто пати покажува дека ние грешиме. Кога ние не го прашуваме Бог за ништо, ние тогаш грешиме. Иако Бог не предупредува, не напоменува дека ние треба да го прашаме. Еве овде Бог го предупредува првиот човек Адам. Но кога зборуваме дека ние сакаме за нас и за нашите деца да имаме едно подобро утро, е тоа всушност подобро утро и подобро иднина за нас и за нашите деца може само Бог да ни понуди. Иако изборот е наш, ние одлучуваме за едно подобро утро. Кој од нас сака подобро утро? Одлуката е наша, изборот е наш.
Ние сме доведени до една таква ситуација, кој мора да одлучиме што ќе правиме со нашиот живот. Каква одлука ќе донесиме за нас и за нашите деца. Тоа зависи сепак од самите нас. Минатата служба видовме еден класичен пример кој верувам дека на сите нам ни помогна, а тој пример беше меѓу Лот и меѓу Аврам. Всушност, Лот е внук на Аврам од брат. Кога ќе го читаме Словото Господово, ќе видиме дека кога Бог го повикува Аврам да излези од домот на неговиот татко, тој исто така се мисли на Аврам, го зема и својот внук Лот, заедно со себе си. И Библијата ни открива дека тие располагале со мощне добро богатство. Како Аврам, така и Лот. И кога ќе ја читаме 13-тата глава од првата книга на Мојсе, ќе видиме дека настанува расправија меѓу пастирите на Лот и пастирите на Аврам. И затоа Аврам во ова 13 глава, 9 стих му вели: нели не треба да се караме? Јас и ти. Ниту моите пастири со твоите пастири, зашто ние сме роднини. Нели пред тебе е целата земја? Оддели се од мене. Ако ти тргнеш лево, јас ќе тргнам десно. Ако ти појдеш десно, јас ќе појдам лево. Всушност, Аврам му дава на знаење на Лот, всушност на неговиот внук, и го тера да направи одлука, да направи еден слободен избор, каде тој ќе одлучи да оди. Ова е еден типичен, класичен пример кој може и тоа како да ни помогне. И кога ќе ја читаме целата историја и ќе видиме на која страна тргна Лот, а на која страна тргна Аврам. Најчесто пати, кога од таа перспектива, материјална перспектива, ја гледаме нашата иднина и тогаш донесуваме одлуки, ние често пати грешиме. Всушност, многу е важно работите да ги гледаме од Божја перспектива и да направиме избор онаков како што Господ сака. Тогаш ќе има подобро утро за нас и се разбира за нашите деца. Затоа ова е многу клучно и важно. Авраам му вели: оддели се од мене. Направи одлука. Имаш слободен избор. Ако ти тргнеш лево, јас ќе тргнам десно. Ако ти тргнеш десно, јас ќе тргнам лево. Тогаш ка Лот ги крена очите своји и ја виде целата околина Јорданска, која пред Бог да го уништи Содом и Гомор. Целата до Сигор се напојуваше со вода како рајот Божи и како земјата египетска. И Лот, внимавајте, ја избра за себе целата околина Јорданска. Па појде Лот кон исток и се разделија еден од друг. Се мисли Лот и Аврам. Аврам, всушност Лот ја избра целата околина Јорданска, затоа што таа изгледаше и извираше вода од таму, вели, како рајот, како Божиот рај. И него му се свиде таа цела земја. Всушност тие два града, Содом и Гомор, привлечни, просперитетни, добро материјално, и тој тргна на тој дел. И кога ќе читаме каде Аврам тргна, ќе видите Библијата ни открива каде Аврам тргна. И вели: Аврам се насели во земјата Хананска, а Лот се настани во околините и градовите, поставувајќи ги шаторите своји дури до Содом. И сега замислете си каде тргна Аврам. Аврам тргна во земја каде што буквално немаше ништо. Но Бог му вели: ќе ти ја дадам во наследство оваа земја, тебе и на твоите потомци, и ќе ги благословам. Аврам тргна
гледајќи ја Божјата перспектива за него и за целото негово семејство, не ориентирајќи се кон материјалните нешта. Затоа, пред да донесеме избор, пред да направиме избор во нашиот живот, многу е важно да видиме што Бог ни зборува. Како Бог ни зборува? Или како можеме ние да го прашаме Бог? Библијата зборува точно дека човекот може да комуницира и има слободен пристап преку благодата Божја, преку верата во Исуса Христа, до Бог. Преку молитва. Преку молитва. Молитвата е разговор меѓу тебе и меѓу Бог. За секоја твоја одлука напомени, застани пред Господ во молитва и прашај го Бог. Пред да донесиш одлука за твојот живот или за многу работи кои следуваат во твојот живот. Така да, имајте убава благословена вечер. Господ нека биде со сите вас и Бог нека ве благослови. Се разбира, по Божја воља се гледаме наредната емисија, всушност последната 52-та емисија за оваа година, 2022 година. До тогаш имате убава благословена седмица или недела и Господ нека биде со сите вас. Амин. Добро вечер и Божи благослов се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе слушате емисијата Гласот на вистината. Ја ви посакувам на вистина една убава и благословена вечер. Се разбира заедно преку инспирација на Духот Свети, преку преучување на Словото Божјо.